Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва, едно тврдо, баш тврдо интервју со Петар Богоевски. Ке се изненадите, почитувани гледачи. 2 години го канам на емисија, 2 години го канам на интервју, 2 години господинот Богоевски ескивираше или одбиваше се појави во емисијата во Центар. Се појави вечерва. Едно тврдо, исклучително тврдо интервју со господинот Богоевски. 60 минути останете со нас, сигурно нема да зажалите. 2 години ве канам во емисија, 2 години одбивате. И одеднаш кога гром од ведро небо прифаќате. Што ви текна? Што ве натера да прифатите во емисија? За прв пат сум политички кандидат и согласно она што го говорам и се залагам, а тоа е транспарентност во политиката, треба да го практикувам. Со оглед на тоа, сум обврзан сега да се појавам секаде каде што сум повикан да одговарам пред јавноста. Знаете дека ќе ве газам и сепак прифаќате. Немам проблем со тоа. Да, тоа го респектирам. И сум доволно навикнат на газање со оглед на реформскиот Сега ќе видиме на крај на емисијата. Меѓутоа сте прв предавник после години и 2-3 месеци кој се појавува во емисијата. Значи години и 2-3 месеци, луѓе кои се дефинирани како предавници на македонската кауза не се појавиле во емисијата. Ја мислам дека сум херој на македонската кауза. Вие мислите дека е херој? Аз сум предавник на пазарот на мафијата и на групациите околу неа. Значи по сите клучни прашања за македонска самобитност, идентитет, вие сте на погрешна страна на историјата. Јас сум на вистинска? Не, на погрешна страна. Така да не знам во кој свет живеете да се чувствувате како херој. Вие сте класичен предавник. Тоа е тоа е начин на перцепција. Јас себе се перцепирам како патриот. Изворен патриот. И доста интересно, комотно да се биде во позиција на предавник, кога си чист патриот, а во матрицата која те прогласува за предавник или патриот, има дефект во незиното функционирање. Не знам Богоевски, едниот се чувствуваше дека како Александар Македонски па заврши во Будимпешта. Вие се чувствувате како херој се чувствувате. Значи, да, како граѓани на републиката. Да, значи како ќе дојдете у политиката, како ќе седнете во некое столче лидерско, вие имате на перцепција која е апсолутно нереална на реалноста. Значи ако вие па не, еве јас ќе ја прашам да речем, вие сте на комбинација на предавник и човек на калето. И тоа е на таква опасна мешавина, опасна за Македонија, опасна со вашите тези, со вашите стави. Прв пат јас имам во емисија, сум имал предавници во наводници, сум имал луѓе на калето. Вие сте прв пат мешавина на човек на калето и предавник во мојата емисија. Две во едно. Две во едно, така. Во таа смисла, ја мислам дека сето она кое е мој ангажман на организирање на поддршка на македонската државност, без разлика од дали станува збор за внатрешни или надворешни фактори, се во една насока, тоа е силна поддршка на државноста. И јас сум сигурен дека со моето дејствување детално и буквално заштитувам државноста на земјата. Ќе видиме во продолжение на емисијата. Прво, дали сте човек на калето? Дали сте човек на таа длабока држава, тип ШИТ што ја нарекуваат во Република Македонија? Дали сте вие представник на длабоката држава во Република Македонија и човек зад кој стои калето во Република Македонија? Јас сум човек на Македонија. Не знам, вие бевте човек на Бејли. Бејли го отпочна проектот за разнебитување на Македонија, промена на име, идентитет и така натаму, бевте сликани со Бејли, значи можат гледачите да видат стотина фотографии на социјалните мрежи. Дали сте човек на длабоката држава и на калето? Ви одговорив, јас сум човек на Македонија. Добро, дали сте и многу македонци се? Точно е тоа дека се македонци, но се соработници на калето. Точно е тоа дека представници на длабока држава. Точно е тоа дека имам вистински пријатели на секаде низ светот и поддржувачи и луѓе кои ја разбираат мојата филозофија за едината на Македонија. Бевте пријатели со Бејли? Но сето она што значи ангажман политички, па дури често и приватен, е во насока на интересите на државата. Бевте ли пријател со Бејли? Соработката со амбасадорите во Македонија, без разлика дали станува збор за американскиот, германскиот, францускиот, италијанскиот или било кој амбасадор, сите тие средби, соработка со становци или разговори се легитимни и се во насока на размена на ставови. Вие сте маша на длабоката држава. Вие сте маша на меѓународна заедница и канцелариите
ви ги дадоа во зградата на Европската комисија. Вие тоа не може да го негирате. Значи, за да може политичка партија да биде сместена у канцелари кои припаѓаат на Европската комисија, мора да има одредена агенда, мора нешто да одработува. Која е задачата? Кој ви е дадена од калето, од лабоката држава, од Европската унија? Која ви е задачата на овие избори? Многу сум комотен во тоа, бидејќи... Па да сум на ваше место, јас би бил комотен. Буквално не подлежам на давање задачи. Мојата соработка со домашни и меѓународни фактори во политиката е само возбазана на еден принцип, а тоа е да зачувам својата слободоумност. Комплетна слободоумност. И одлуки кои сами ги донесуваме, ние како тим. При тоа не постојат задачи кои треба да се исполнуваат. Постои една задача, тоа е длабока европеизација на земјава. Бугарски, дали ви е задачата на овие избори Мицковски да не стане премиер? Дали на овие избори вас ви е дадена задача Христијан Мицковски да не стане премиер на Македонија? Господине Ефтов, ние постоиме за да одлучиме кој ќе биде идниот премиер на Македонија. Добро, кој ќе биде идниот премиер на Македонија? Па има ако постоите, за да одлучите. Има две сценарија за тоа кој ќе формира и како ќе се формира идната влада. Во ниту едно од тие две сценарија Мицковски не е премиер. Во ниту едно од двете сценарија кои вие ги знаете, Мицковски нема да биде премиер. Нема да биде премиер. Вие ги знаете сценаријата, ви ги имат кажано сценаријата. Па сосема легитимно е на толку години политички ангажман да сме информирани со некои информации кои често не се присутни во јавноста. Бугарски, кога ќе заврши сценаријата? Ако велите дека постои сценарија и дека има две сценарија за формирање на владата, а во ниту едно сценарио не игра Мицковски, кога би завршило сценаријето Република Македонија? Ако тоа сценарио почнало некаде 2014 град од 2015 година со бомбите, малку порано. Кога според вас? 2009. Зашто 2009? Со самиот процес на букурешките случувања. Значи пост Букуреш, што е 2008 година према 2009 година, но тогаш Груевски победува убедливо. Сценариото за кој прашувате завршува 2022. Што ќе се случи 2022 ако веќе го знаете сценариото? Претпоставувам нови парламентарни избори. Нови парламентарни? Значи, ако Мицковски во ниту една варијанта не може да биде премиер, може да биде премиер Заев или некој од Социјалдемократскиот сојуз. Не значи. Може некој да биде и личност која е надвор од тие два блока. Се вие ќе звучите како Али Ахмети? Не. Ќе ја спроведувате агентата Албанец. Али Ахмети... Видите, уште тоа не сте направиле. Сте работеле за Бугарија, сте работеле за Америка, сте работеле за Длабока. Србија не сте работеле. Уште за албанците не сте работеле. Сега уште да излезете тука наместо Тодор Александров да напишете УЧК и да спроведувате албанска агенда, уште тоа не сте го направиле. Бугарите ме нарекуваат Пера Богојевич, а србите Петре Богоев, така да кога бугарите го нарекуваат Пера Богојевич? Секојдневно. Вие сте висок човек, метар 90 и нешто, али сте едно мало българче у Македонија. И на многу софиски медиуми сум постојано така нарекуван, но да се вратам на она претходното, настрана од тоа софиско прашање и проблем со Софија, во Македонија Али Ахмети нема искрена улога во моментов и неговиот предлог за албанец премиер не е проблематичен аспект тоа дека станува збор за албанец. Проблематичен е за тоа дека Македонија не е уставно така поставена да биде комотна во таа насока и мислам дека он не е искрен со понудата. Он одбива да прифати и да подкрепи вистинска демократизација на земјава, европеизација на земјата и решенија кои треба да се внесат во самиот устав, за да ние станеме вистинска граѓанска држава, а после тоа се отвара просторот и зашто да не биде албанец премиер од македонски концепт. Меѓутоа, претходно мора да се исполнат неколку уставни предуслови. Не може да бидеш премиер со програма само за цетови гостива. Да. Мора да се грижиш без разлика што си по националност. Тоа ве слушнав на други телевизии. И за Делчево името на вашата партија или политичко движење македонски концепт. Апсолутно да. Видите, тоа е иронија. Значи вие се залагате за Северна Македонија, се борите за Северна Македонија, а вашето движење го нарекувате македонски концепт. Во која смисла се борите? Па вие бевте за Северна Македонија. Не, јас бев против на референдумот. На референдумот. Лидер на кампањата против на референдумот. Па добро. Јас бев единствениот, ако се сеќавате, единствениот кој отворено и искрено кажа дека името ќе се смени во парламент, без разлика на исходот
на референдумот. Значи, Богоевски, И отворено кажав ако вие дека бевте- единствен начин да не помине Преспанскиот договор во Македонија е да победи опцијата против на референдумот. Вие значи сте Направив Значи, кампања, вие сте против Преспанскиот договор. не против Преспанскиот гледате, договор. Видите со која Јас сум многу искрен со граѓаните. Видите кој Ме прашаа граѓаните, што мислиш? Кој пат треба да го водиме? И вие рекохте, Викам, зависи што гласете против. Што ве води? Гласете против. Зошто реков. знаеш ли? Видите, Бидејќи Богоевски- Преспанскиот договор го сметам дека не е доволно, нема квалитет потребен за да биде во целост имплементиран. Значи, ако победеше вашиот концепт, Против? значи ако победеше кој што вие видите, гледате, тоа јас ви обидам да ви кажам дека вие сте еден статист кој што длабоката држа му дава одредени задачи. Не длабок играч. Да, длабоката А не држа статист. му дава одредени задачи кои се често диаметрално спротивни. Ако победеше вашиот концепт, Македонија немаше да стане членка на НАТО, а вас пена ви фати устата дека треба да станеме членки на НАТО да се спасиме од Русија. Не. Ние треба да станеме членка на НАТО и тоа е најголемото достигнување. Друга е поентата. Поентата е дека ме прашуваш како да направиме да го спасиме или да го задржиме старото име. Ја ти одговарам како. Со победа на референдумот со гласот против. И само така, никако поинако. Не ми поверуваа, ме обвинија дека работам за Заев и дека му правам, се обидувам да му соберам гласови на Заев, да му зголемам цензусот на референдумот. После тоа, се што се случи во парламентот, ме потврди мене, а не Мицкоски. Се што се случи во парламент, покажа дека сум бил во право во предкампањата за време на референдумот. Тоа што луѓето не поверуваа, ме подценија или не сакаа да ги слушаат моите аргументи под налетот на црната кампања на палатата против мене, тоа е друга работа. Значи, вие бевте спотер на Заев да му се обезбеди цензус на референдумот. И затоа игравте улогата дека треба да се гласа против. Ако се гласаше против, и ако бевте искрени во тоа да се гласа против, Македонија немаше да стане членка на НАТО. А вие нели се залагате Македонија да стане членка на НАТО? Затоа велам дека сте ко некоја диабола и дават одредени задачи и вие лутате во просторот и во времето. Спотер на Заев беше Мицковски и се тоа што се случуваше во палатата за време на референдумот. Мислите дека Мицкоски работеше за Заев? И тоа е главната причина поради која јас одлучив трајно да се одлепам максимум подалеку од таа екипа која ги нарекувам палатисти. Да, ама вас ви избрка. Нивната улога, не ми избрка. Да, ви исклучија. Не, Тоа беше објавено, тоа беше објавено. Добро, тоа објавата имаше многу објави за тоа. Да, дека Суштината е дека ние се заменик на генералниот секретар. Ние се разделивме уште пред да започне референдумот. На кој начин се разделивте? На тоа што тренавме во две различни кампањи. Например, Груевски многу е искрено има иста позиција кој што имате вие. По заминување во Будимпешта, Груевски рече дека тој би водел кампања против. И вие велите исто дека би водел кампања. Малку е иронично тоа. Бидејќи Груевски има и став како мене точно, во врска со референдумот, ама тоа не го кажа како мене пред референдумот. Го кажа од кога се случија сите немили настани во земјава и од кога он, трампајќи го името за својата слобода, и од позиција комотна во Будимпешта го кажува тоа што го кажувам јас. Но јас останав тука во Македонија, тука сум во Скопје и го кажувам тоа. Груевски, не ви се чини дека сите вие на некој начин бевте у некоја функција на Груевски, вклучително и реформаторите. Значи, цела една лепеза, од антиваксери до реформатори, кој да работевте за Никола Груевски, како да му возможивте на Никола Груевски да може да се пазари со власта. Ако самите велите дека прашањето на името и Преспанскиот договор сте сметале дека нема да се решат на референдум туку во парламент, тоа е позицијата на Никола Груевски. И тој сакаше да се решава во парламент, и тој сакаше со своите пратеници кои ги има под контрола да се пазари со Заев и после да му биде овозможено, откога ќе бидат изгласани уставните измени и се она што треба во парламентот да се замени у Будимпешта. Вие имате иста позиција како Груевски. Вие сте како две различни страни на иста паричка. Никола Груевски ги украде нашите позиции посвестно. Инаку она кое он го направи... Кои ваши позиции? Позициите во врска со референдумот и сите тие настани пред тоа. Значи, е плагиатор на реформаторите. Но самото тоа, плагиатор апсолутен, но самото тоа... Значи, фан ви е Груевски, ка сакате со реформите, ние го пензиониравме Груевски. Пензионира е Груевски на изборите. Вие не учествувавте на изборите 2017, тоа е пораза на изборите 2017. Не, нас не беше... Си давате некоја поголема тежина, што реално не ја заслужувате. Нас не беше друга поентата. Желбата ни беше да спасиме ВМРО ДПМН од тоталниот крах кој ден се случува на партијата. Добро, преговаравте ли вие со Груевски? Она што се случува на ВМРО ДПМН денес, го предвидовме тогаш
и направивме се што можеме. Наместо расформирање на ВМРО-ДПМ, да избериме реформирање. Буговски, Тоа е многу имавте ли преговори? лојална лука кон партијата. Имавте ли преговори со Никола Груевски? Тајни преговори, како реформатори? Дали Никола Груевски има комуникација со вас пред да ја напушти фотелјата? И дали знаете дека Никола Груевски ќе замине од Македонија пред тоа да се случи? Има многу шпекулации во јавноста. Јас сакам да ги проверам лично од вас. Може се точни, може би се грешни. Факт е дека секојаш остануваат мостови на размена на информации или мислења, но во исто време апсолутен факт е дека повеќе месеци пред бегството на Груевски знаевме дека Груевски ќе оди за Будимпешта. Вие знаевте? Како Петра Па знаеше скоро и целата јавност, бидејќи мислам дека еден медиум тоа и го објави. Фокус неделникот објави дека Мислам дека Никола го објави Груевски Фокус. ќе добие политички азил во Унгарија. Тоа и се случи. Тоа по мене беше тестирање на јавноста, на Меѓутоа, пулсот на за се јавноста, стигне до како тој, ќе се реагира. за да се стигне до тоа сценарио да он може да замине во Будимпешта, требаше да се случат неколку предуслови. Преговара. Он беше подготвен да поддржи гласање за на референдумот, докато се случија некои предуслови за негово бегство и пред референдумот. Бидејќи тоа не успеа да го издесува, а ја нудеше партијата на Дланка, доколку се спаси лично само он, бидејќи тоа не успеа да го издесува пред референдумот, он направи одличен план за него, го измисли бојкот. Бојкотот беше само една работа, не да се спаси името. Бојкотот беше акција да се спаси Никола Груевски. И она кој ми е жал денес е тоа што огромен број луѓе кои бојкотираа од искрено чувство на патриотизам и верба дека го спасуваат името или ја спасуваат Македонија, воопшто не знаеа, а денес соочени со тоа дека е вистина, одбегнуваат вистината, одбегнува се соочат со вистината. Груевски кажавте две работи. Прво, дека Груевски бил подготвен да гласа за на референдумот, Да. пред да се случи референдумот. Неколку месеци пред. Неколку И месеци. пред подпишување на Песпанското. Со кого преговара за да гласа за? Видите, овие се работи на кои Груевски ќе реагира. Значи јас предпоставам дека ќе реагира. Вие тогаш сте реформатори, подоцна Добро, ќе кажам искрено. заменик генерален секретар. Ќе кажам искрено. Никола Груевски ја понуди на реформаторите партијата на Дланка, доколку он добие и некаде околу него многу близок круг од четворица луѓе можност да биде амнестиран од претходните 11 години. Ова мора кафе да сркнам, да ви кажам искрено, Повели. бидејќи е шокантно. Значи Никола Груевски 3 или 4 месеци пред референдумот. Пред Преспанскиот договор месец. Значи еден месец, значи тоа е некаде мај месец 2017 година. Почетокот на летото. Вие нуди партијата вас како реформатори за да обезбеди азил за себе Како членови на партија? и за 4 своји блиски соработници? Па неколку миле, не, 4, 3, неколку миле. Но при тоа многу е интересно што во тој список не беа неговите најблиски соработници кои ги знае јавноста. Туку беа соработници кои не ги знае јавноста и беше една соработничка која денес не е на висока функција во владата, на Оливер Спасовски. Во функција во владата. На Оливер Спасовски, да. Кои се тие лица на тој список на Никола? Ако велите не се најблиските, значи не е Сашо Мјалков, не е Гордана Енкуловска, не е Не е Милена Киевски. не е значи Никола Тодоров. Велите Не е Никола велите член на владата на Оливер Спасовски, дали е заменичката министерка за финансии? Па женска особа. Не е заменичката министерка за финансии. Не сакам да прецизирам. Не можам ниту да потврдам, ниту да демантирам. за 4 кој ви го нуди предлогот? Со кого разговарате? Со Ако Груевски? граѓаните мислат дека предлозите за технички министри во владата на Оливер Спасовски од господин Омисковски беа нова екипа и нови луѓе, свежина, длабоко се лажат. Груевски Тие се луѓе кои беа длабоко врежани во во сценаријата на господин Груевски. Да не бегаме од темата. Кој е посредникот помеѓу вас и Груевски? Или имате директна средба со Груевски на кој тој ви нуди партијата да дојде во ваши раце? Станува збор за еден од највисоките функционери на ВМРО-ДПМ денес и кој е најблизок на господинот Груевски. Може ли квиз малку да играме? Па не би сакало.
Александар Николовски ли Не беше би сакал да одговарам на посредник? тоа прашање. Дали Александар Николовски беше посредник помеѓу вас и Никола Груевски? Никола Груевски на реформаторите да остави партијата еден месец пред Препанскиот договор и да се обезбеди азил за него и за 4 негови блиски соработници. Не би сакал да шпекулирам со имиња, вклучувајќи го Александар. Значи, не сакам да бегам во тоа, бидејќи се залагам и за етика во политиката. Ако се залагам за тоа значи дека она што сме го говореле. Зошто? Со подпредседателот на ВМРО-ДПМН господин Мицковски или со другите подпредседатели или општо со Груевски или било кој друг политичар, она што го говориме во приватни средби, сакам да остане во приватност. Обојски, зашто Не сакам да го соопштувам во јавност. Зошто не прифативте? Ако вашата мисија е да го спасите ВМРО-ДПМН, ако вашата, како што велите, да го спасите ВМРО, да го спасите од бандитизмот кој сега се, нели тоа се ваши формулации, бандитизмот кој сега се случува, што не го прифативте? Тој Груевски и со вас и без вас ја напушти Република Македонија. Зашто не прифативте? Бидејќи ни беше помило владење на правото во земјата отколку партиски функции. Да, ма нема. Не сакавме да се впуштиме во сценарио на пазарење со правото, а да добиеме партиски функции. Во тој момент господинот Бејли е се уште амбасадор на Соединетите американски држави во Република Македонија. Вие бевте близок со господин се уште не е дојде на новата, се уште не е дојде на новата амбасадорка. Добро. Дали во тој се уште не е формирана, значи формирана е владата на Зоран Заев, значи тој еден месец пред Преспанскиот договор, се уште не е дојде на новата амбасадорка. Дали тие разговори вие ги пренесовте ке Бејли, бидејќи бевте близок соработник со Бејли? Бевте, ајде како да речем, значи прашање само кој е поголем омилен предавник на Бејли, дали вие или Зоран Заев? Вие на една страна, Зоран Заев на друга страна. Дали ги пренесовте тие? Нема потреба во оваа емисија да изнесуваме работи кои се само шпекулации и нешто што кое не е... Шпекулација, прашам, дали му ги пренесовте барањата на Никола Груевски на тогашниот американски амбасадор господинот Бејли? Значи ние воопшто не ја прифативме улогата која побара Груевски од нас да бидеме негови застапници. Тоа го одбивме на старт, уште при самата средба. Како Груевски бега од Република Македонија, вие живеете во непосредна близина на унгарската амбасада. Тоа е да, во непосредна близина на унгарска амбасада. Имаше ли некоја раздвиженост? Значи вие може да видите што се случува во унгарската амбасада. Имаше ли некоја раздвиженост пред бегството на Груевски? Господинот Груевски своето го заврши вечерта пред да се изгласа во собранието промената на името. Во една од главните канцеларии во собранието на Републиката. Избришани се снимките во Груевски. Ги барав снимките се избришани. Имаше многу шпекулации за средба помеѓу Тала Џафери во кабинетот на Тала Џафери, меѓу Тала Џафери кај што присуствува Никола Груевски. Ги нема тие снимки. Дали обезбедувањето ги има трнато, дали во наводници се застарени. Тоа беа шпекулациите дека во кабинетот на Талат Џафери е направен договорот како да се изгласат уставните измени, а да се овозможи бегство на Никола Груевски. Имате ли слушнато нешто за да не испадне се емисијата дека ние го кудиме Груевски или го напаѓаме? Сега отвараме, прв пат рековте дека ви била понудена партијата, што за мене е шокантно, морам да признам. Може би е легитимно да се бори за себе си, нели, нормално, меѓутоа тоа е огромно предавство за својата лична слобода. Апсете ме мене, да го трампа, ослободете ја партијата. Сам кажуваше и на да го интервју на сите трампа телевизии. името и се она што беше за кој он нели се бореше, се залагаше. Инаку ќе повторам реченицата, се она што го знаете Никола Груевски од времето пред и после или во времето кога беше премиер на Македонија, го заврши само во една ноќ, само во 15 минути една средба во собранието, во едно од небитните канцеларии во собранието. Каде што господинот Груевски веројатно направи компромис со најтешкото. И јас да сум на негово место, таква сила во себе немаше да соберам. И немаше да направам, немаше да си дозволам никош во животот да прифатам таков компромис. Вие се сметате за жртва на Никола Груевски? Напротив. Немам потреба да се чувствувам жртва на никого. Мене Никола Груевски не ми изгреши ништо. Да, знаете, вие... На мене Никола Груевски не ми изгреши ништо. Вие говорите Никола Груевски изгреши на Македонија и на македонците. На вас ви изгреши, на граѓаните. Да, вие велите во времето на Никола Груевски режим. Во тој режим вие имате сменето 4 работни места. Цела фамилија имате вработено. Знаете, и е непријатно вие да глумите дека сте жртва на режимот. Јас ви кажав, вие сега ако ве прашам, прво не го користам зборот режим. Ако ве прашам кои функции
или работни места сте ги имале во режимот Можам да ви ги на објаснам, Никола да, Груевски, вие ако нема имате време, вие нема можам да ви вие ги нема објаснам. сите, ма кратко ќе ми кажете. Накратко, Колку работни места првата сте имале? функција, првото работно место кое го променив беше поради структурални реформи Не. Кои работни места сте ги имале, а нешто сте ги промениле? Сте работеле во ПУИК, во Агенција за спорт и се млади. обидам да ви одговорам. Ајде кажете. Значи, првата промена на работно место од ПУИК во Царина беше поради Значи сте работеле во ПУИК. Апсолутно да. Беше поради структурни После? реформи на предпријатието. После во Царина. И јас со секторот за гранични премини преминав во Царина. После во Од Царина се дав отказ на работното место против волјата на И директорот на И бевте Царината. во Агенција за спорт и млади. Не ме прашавте зашто дав отказ. Ние Си дадов отказ зашто не сакам да бидам дел од таа мафија таму. Добро, еве, исто тиште. После тоа бев во Агенција за млади спорт и во 2010 година поради сериозен судир со сериозно криминално поведение во владата на господин Груевски, јас побарав да бидам префрлен на мирно работно место било каде И во бевте во администрацијата. Министерство за одбрана. Со желба да се тргнам понастрана од неколку свежи анекси договори. Вашата сопруга е во централен депозитар. Централен регистар, ама Регистар. тоа е одамна, тоа е Вашата сестра е во Антикорупцијска антикорупцијска комисија. да. Значи вие цела фамилија сте вработеле во време на Не е режимот. така, мојата сопруга беше вработена во времето на Личо Ѓиевски. Добро. Еве, сопругата без вас се А вработела. мојата сестра беше вработена, она работеше асистент во собранието Беше на асистент Република на Македонија Владко Ѓорчев. Беше и асистент на Владко не на Ѓорчев. Владко Ѓорчев, мислам дека беше на Силвана Бонева. Мислам били на Значи вие некој друг успевате пратеник. во режимот да смените 4 работни Васко, места. ти забораваш една Фамилијата ви е Васко, ти забораваш вработена. нешто. Сте дошле од Ја бев еден од Од Кумшев? перијаниците Не на се преродбата на Не ВМРО се да сеќаме дека сте биле Ја бев перијаниците. носителот на активностите на преродбата на ВМРО да помогне. Може Јас вие бев авторот може вие на- сметате јас дека сте бев биле. авторот Вие на бевте- стратегијата за теренски активности Вие на бевте- ВМРО ДПМ 2006 година. Вие бевте анонимен Тоа е моје се дело. до појавата на реформаторите. А во тој Па режим добро, за вас може би цела наредно. фамилија сте ја вработиле и вие сте смениле 4 работни Не, места. не, обратно. Која жртва на режим може да бидете Ама во јас не ви кажав дека сум жртва или дека го нарекувам режим. Јас ви кажав, на мене Никола Груевски не ми сгреши, на вас ви сгреши граѓаните. Значи вие треба Поентата со на Никола- американците поентата свеќе со да палите. Никола Со Груевски. помош на американците вие направивте кариера. Вие треба да бидете сега поголем американец од било кој таму Тексас или Аризона. А мојот проамерикански став е благодарение на тоа што американците се најголеми пријатели на македонската државност. Се додека Америка е директен, ама буквално директен од кога? поддржувач на македонската Од државност, кога работите за калето? Америка е и наш македонски Од пријател. кога работите за калето? Не работам за Не никого. работите. Ја работам само за Македонија, ви кажам. Не, од кога работите за ако знаете сценарио, ако учествувате у сценарио, ако преговарате со Груевски, ако американците сега ве спремат и ве користат да имате битно влијание на политичките разврски во Република Македонија, велите Мицковски по ниедно сценарио нема да биде премиер, значи вие работите за калето. Колку време работите за калето? Ја не сум виновен што господинот Мицковски е целосно блокиран на меѓународна сцена. Ја не придонесов за тоа. Ја искрено се обидов да му помогнам. Да го деблокирам, да го одмрзнам и да го представам на меѓународна сцена како разумен лидер на Македонија. Господин Мицковски доби меѓународна блокада комплетна благодарение на неговото поведение во последните години. Вие сте сменет од функцијата помошник или заменик генерален секретар на ВМРО ДПМН во безмалку идентичен период кога источен партијата Сашо Мјалков. Истиот, не, прв бев јас после референдумот на редниот ден. Дали имате комуникација со Сашо Мјалков? Дали сте човек на Сашо Мјалков? Дали Сашо Мјалков ве финансира и како реформатори и сега како македонски концепт? Да. Дали Сашо Мјалков ве финансира? Јас со Сашо Мјалков се имам поздравено во животот еднаш пред жолтата зграда во ВМРО ДПМН, пред да дојдеме на власт 2006 година и пред 2 години мислам во бифето на Мериот. Јас на Сашо Мјалков не му правев никакво уважение и ниту го почитував во време кога беше семоќен во земјава и кога се тресеа сите во партијата, ја на Сашо Мјалков не му зборував. И не го уважував воопшто. Сашо Мјалков во овој момент, Сашо Мјалков во овој момент е собственик на Христијан Мицковски. Сашо Мјалков. Апсолутно да. Сите говорат дека Сашо Мјалков е во блиска комуникација со Зоран Заев. И не дека Сашо Мјалков ќе му помогне на Зоран Заев
да победи на изборите. Нели беше, имаше одредени снимки Зоран Заев на средба или на доруче Сашо Мелков во Мири од пред 3 или 4 дена. Вие велите дека Сашо Мелков е собственик на Христијан Мицкоски. На што го темелите? Тоа што е сосема различно. Значи, една од причините да настане раздор, уште не започната соработката пред референдумот, беше тоа што јас во првиот влез во палатата забележав дека таму собственици на се што се случува таму, во таа зграда беа Груевски, Сашо Мијалков и Мартин Протогер. Иако е смена. И до ден денеска тоа е така. Иако е смена направена. Тоа е фиктивна смена. Иако е Мицкоски доен. Не, тоа е фиктивно бркање, да не се лажем. Добро, што се тие приказни за палатата? Тоа е фиктивно бркање, тоа е смешно. Да не се лажеме дека човекот што го промовираше Христијан Мицкоски за лидер на партијата и го создаде Христијан Мицкоски партијата, тој е господин Мијалков, дека ја избркал партијата. Треба да знаете дека господин Мицкоски беше промовиран и направен, прогласен за лидер на ВМРО-ДПМНЕ од господинот Мијалков. Значи вие сметате дека нема конфликт во релациите Мицкоски, Мијалков и Јордан Орце Камчев? Никаков. Нема соработка блиска. Значи се уште трае таа соработка. Лидерот на реформаторите, Александар Михајловски, каде е сега? Зошто не е со вас во македонски концепт? Ако велите немате соработка со Мицкоски, ако немате соработка со Јордан Орце Камчев, ако немате со Мијалков, каде е сега поранешниот лидер на реформаторите? Зборувате за Александар Михајловски, да. Он се одлучи да продолжи понатаму да работи комплетно приватен бизнис без да За кого? игра улога во Може ли да кажете за кого? Игра улога во политиката. За кого работи? Па он како адвокат има право да работи за Работи за Јордан Камчев. Не ми е познато за точно за работи, меѓутоа он е адвокат на, не знам, на кој сака. За Јордан Орце Камчев. Ви велите немате комуникација со Мијалков и со Јордан Камчев. Имате, еве го човеков, работи за нив. Значи тука мора да правите разлика. Сите сме поединци, индивидуалци. Моја соработка помеѓу Орце Камчев, Јордан Камчев и Сашо Мијалков има 0%. Буквално. Напротив, во периодот на создавање на македонски концепт или на почетна промоција, имаше од таа страна агресивен пристап за еден дел од активистите од Скопското, би го нарекол, криво на ВМРО-ДПМНЕ, се тргнат насама македонски концепт по барање на Сашо Мијалков. Вие го обвинувате Пасиев. Значи тука е многу интересно. Имаме афера Рекет и афера Империја. Аферата Рекет е афтер парти на аферата Империја. А вие го обвинувате Пасиев дека е еден од клучните играчи на Империја или на случајот Империја. Таа олигархија која представат Јордан Орце Камчев и Сашо Мијалков, Дел Штиренаков, те се во случајот Империја. Вие го обвинувате Димитар Пасиев, лидерот на Левица, кој е конкуренција во првата изборна деница, дека има битна улога во случајот Империја. Кој е улогата на Пасиев? Он не доаѓа три пати го канам да гостува во емисијата, не се појавува во емисијата. Вие по 2 години се појавите, може и он ке се појави, не знам, ќе видиме. Кој е улогата на Пасиев во случајот Империја? Господинот Пасиев беше вработен или работеше како соработник на господата Катица Јанева во СЕО. И по сите сознанија и она што ми е потврдено внатре од СЕО, ја тоа не го тврдам, што е потврдено внатре од СЕО од луѓето кои се истражители. Имате информација од СЕО. Господинот Пасиев бил ангажиран токму на предметот Империја, односно, еве јас не можам ништо да тврдам, вие ве мотивирам новинарите да проверите кој го инсталираше господинот Пасиев во СЕО и зошто му биле доделени баш тие предмети да ги води. Дали имаше он улога од страна од господинот Јордан Камчев или некој друг, дали имаше таква улога, да влезе во СЕО и да ги држи под своја контрола да не предмети. Сега да кажете дека олигархијата во наводници го инсталира Пасиев во СЕО, го инсталира на случајот Империја и неговата улога е да го забошути случајот Империја или да дава информации до олигархијата, така да ве разберам. Па проверете ги тие сознанија. Не, добро е, тоа веќе затворено. СЕО веќе не постои. Растурени се луѓето по разни институции во Република Македонија. Немаме каде да провериме. Вие изнесувате таа теза, тоа е да најпоразително за Македонија. Не успеавме да направиме ниту една институција сериозно. Со целосна меѓународна поддршка не успеавме ниту едно СЕО да направиме. СЕО беше скршено како чепкалка за заби од страна на олигархијата и мафијата и СЕО беше турнато на колена уште пред да почне да работи. Кој е улогата на Пасиев? Вината за зборите за олигархијата и мафијата. Кој е улогата на Пасиев? Вие треба да проверите зашто. Не, вие го винувате, сега ќе проверам. Па убаво е, не знаев до сега. Убаво е новинарски, еве, не мора вие, нека бидат други новинари.
Ќе гледаат оваа емисија Ви доста. имавте дебата една со него. Оваа емисија На ќе гледаат Канал- доста граѓани Имавте и доста новинари. Имавте дебата со него на Канал 5 и пробавте да го обвините дека е Не пробав, му кажав тоа што имам да му кажам. дека е Побарав да ја објасни правник неговата- на мафијата, дека е правник на олигархијата. Апсолутно Тоа да. говори го. Побарав од него да ја објасни неговата улога во СЕО и со Катица, неговата соработка Кој со е Катица улогата? Јанева. Изнесол документи, предавал документи. Се тоа што он го правил, еве нека дојде кај вас во емисија, нека каже што правил. Ја го повикувам еве да се произнеси пред јавноста и пред вас новинарите, но и на крајот и пред органите на правдата. Бидејќи тој говори и се Ја представува мислам како човек дека на народот. мислам дека На човек кој е на оне- чело на левица, кој ги застапува интересите на граѓаните или на народот, вие го обвинувате дека е всушност представник на олигархијата и на мафијата во Република Македонија. Видите, тоа се сериозни обвинувања. Левица е кинапирана структура од страна на олигархијата. Таа започна како антиолигархиска структура, беше кинапирана од страна на олигархијата, целосно суспендирани беа луѓето кои се бореа во таа организација за некаква правда, социјална или било каква правда, и на крајот таа левица потпадна под целосна султанска власт на господинот Апасиев. Видите, господине, Таа е веќе една партија која работи се обратно од она што го говори. дали таа партија има комуникација со ВМРО ДПМН? Обвинувањата на адреса на левица се дека се контролирани, дека се преврзок на партијата ВМРО ДПМН, дека всушност името треба да биде десница, а не левица. Во овој момент, бидејќи беше многу тешко да се објави официјална коалиција помеѓу ВМРО ДПМН и Левица, кум на таа коалиција е господјата Гордана Силјановска Давкова, они действуваат како коалиција, неформална, односно необјавена. Левица во овој момент е директен, би ги кажал во наводници, подисполнител или подизведувач на ВМРО ДПМН. 35 минути разговараме, вие ни една Зоран Заев не го спомнавте. Да. Дали Вие тоа не ме значи? прашавте. Не, па вие имавте потреба, ако имавте потреба, ќе кажевте. Вие сте може, опозиционер, стојам да кажам. природно опозиционер да го нападни поранешниот премиер или лидерот на СДСМ. Имам чувство дека сте гума за спасување на Зоран Заев. Треба да му помогнете на Зоран Заев да дојде да биде повторно премиер на Република Македонија. Тоа ли е ролјата која Калето ви има дадено? Напротив, во овој момент опозицијата во Македонија е под целосна контрола на Зоран Заев и неговата моќ која наследил господин Груевски. Он не ја демонтираше структурата на моќ. Он само ја јавна Кој ќе речете таа структура на моќ опозицијата е под и ја контрола. насочи кон контрола на опозицијата. Кој ќе речете опозицијата? Вие сте опозиција. Вие сте дел на опозиција. Да се доискажам. Значи, Значи, во овој вие сте момент под контрола на Зоран Заев. не, обратно. Значи, ние соочувајќи се со фактот дека во земјава немаме вистинска опозиција и дека никој не му се спротивставува вистински на Зоран Заев, најмалку господин Мицкоски, со неговите поразителни политики, ние одлучивме да промовираме опозиција која вистински ќе се спротивстави на Зоран Заев и ќе ги Богојски. понуди алтернатива на овие избори со поквалитетни решенија од оние кои ги нуди СДСМ. Ама вие Во овој момент СДСМ е во длабока каша со економските политики. Ние понудивме низа мерки за излез од тие политики. Саќе востам. СДСМ не спречи Саќе да востам. промовираме и една политика. Сеќе востам колку сакате да зборите, барем малку да слушнеме од вас критика на адреса на СДСМ. Вие на секоја прашање Никола Груевски, Христијан Мицкоси, сега ако треба и 10 минути ќе востам, искритувате како Зоран Заев. Еве, кажете нешто негативно за Зоран Заев, кажете нешто негативно за Вице Заев, кажете нешто негативно за тој струмички клан. Ајде. Еве, колку сакате почнеме. време. Колку сакате време, ако Сектор треба по и сектор. до крај на емисија ќе востам, само кажете нешто, храбрете се, кажете нешто против Зоран Заев. Јас секој втор зборов е Христијан Мицкоски. Да почнеме. Ајде. Еве јас ќе се навалам во столчето во фотелјата и ќе ви оставам простор да кажете што СДСМ не сакате. го не ја оправда причината своето доаѓање на власт пред 3 години или колку беа години. Најмногу во делот на воспоставување на владење на правото. Во тој дел владее тотален хаос во Заев беше земјата, начело на реформите управниот систем. правниот систем. Значи човек кој беше во судски процеси во тој момент, Не ме оставивте ние за минута. се извинувам, Во вообичаено е, судскиот те мене совет, во дека не судскиот остава. совет се покажа
дека се нема намера да се ослободи судството политичко влијание, туку напротив да се одржи истото она влијание кој го имаше претходно господин Оглевски. Понатаму СДСМ нема економски тим. Не функционира владата на економско поле. Овие мерки кои се денес донесуваат и промовираат во јавност, особено во периодот после корона кризата, која повлече со себе длабока економска криза, покажа дека СДСМ не е на ниво на задачата да ја извади земјата од оваа економска Еден криза. збор, свија смета дека СДСМ е гола вода. Така да ве разберам. Дека не ги исполни задачите. Па, може би да мешам Васко искрен со тебе? Да. Па посмешна влада од оваа на Оливер Спасовски и на Најте Чулев, ја не сум видел во живот. Добро, ако се гола вода, тогаш како постојат две сценарија, а во ниту едно сценарио Мицковски нема да биде премиер? Тоа може ли да ми го објасните? Може. Ако имаме најнеспособна влада, кој што велите, а еден дел на граѓаните се согласуваат, Станува збор за избор помеѓу нијанси од сивото. Зашто и на анкетите СДСМ води. Ме разбрате И тоа ли е што? за препастувачки за мене. Ме разбрате ли што ви кажам? на продажба на име, Станува на збор- иде, на све. станува СДСМ збор- води пред ВМРО-ДПМН. Тоа е шокантно за мене. Станува збор за избор помеѓу две зла. Граѓаните го избираат помалото зло, бидејќи се исплашени да го изберат она кое постои во очите на христијан. А господинот Заев и господинот Христијан немаат ништо различно, односно имаат, јас викам СДСМ и ВМРО ДПМН или викам СДСМ 2, се сестри близначки со една мајка мафија. СДСМ и СДСМ вистинска. И СДСМ вистинска. Можеме да Па дефинираме. добро, голем дел од рковството на ВМРО ДПМН денес Ама и луѓе од вие сте СДСМ. дел на социјалдемократите. Вие и официјално сте дел на социјалдемократите, бидејќи на овие избори настапувате на листи или со печат на партијата на Лазе Еленевски СДУ, Социјалдемократска унија. Значи сега сте официјално социјалдемократ. Обратно. Веќе не сте десничар, туку и вие сте официјално Тоа- социјалдемократ. тоа- Ако Апасиев е левичар, а работи за десница, вие сте десничар кој работи за За левица. левица. Да. А, И така како ги тоа- смешавте улогите? Тоа буквално не е така. Зошто? Затоа што само СДУ беше партија која не побара од нас да вметнеме нивни членови или има носители на листи или нивни членови кандидати за пратеници. Целосно ги поддржа проектите кои промовираме во јавност, посебно антикорупцијскиот пакет и не услови воопшто со поддршка со печатот. Ние на нашите листи имаме комплетно граѓански листи. Лазе, И сите до еден јас имам листи, на нашите листи имаме членови од СДСМ. Лазе. Имаме членови Лазе од Линовски беше. ЛДП, имаме Беше. членови од ВМРО ДПМН. Јас самиот сум со ВМРО-скиот од бекграунд. кај сте вие? Но тоа Што сте сето- самиот? Вие сте самиот се левичар, социјалдемократ. Не, напротив. Резервна гума на Зоран Не, Заев. граѓанскиот концепт. На листа на Лазе Леновски, Граѓанскиот концепт, не на председател Лазе на, Леновски. на, Лазики, Не, на Лазе Леновски, не. председател на млади на Не, СДСМ, станува наследник на збор- Радмила Шекеринска. Станува збор за комплетно граѓански листи Ви беше кои министер. се Беше поддржани. министер за одбрана кој бевте вие во Министерството. Не сум бил јас во Да, Лазе. во време на Не, Лазе. јас бев во времето на господин Окоњановски. Тука, значи, он замина после во Брисел. Не сум на бил предлог јас. на Дуј. Тој е Лазе Леновски. Господин Теновски, јас не го ни познавам. Дури кога ќе рече Али Ахмети, премиер албанец, може би мисли на Лазе Леновски, бидејќи мислам дека по мајка има албанско потекло. Може би да, меѓутоа никош не сум го И вие запознал доволно одработувате него. може за таа агенда. Значи, господинот Лазе Леновски не е во СДУ ништо, јас не се мешам натре во таа партија воопшто и не ги знам вие внатрешните ко Стефчо прилики. Екимовски. Но таа партија... Драгиша Милетич му ги но дава таа печатите, партија а они имаше- врска немаат. Не, многу сум разочаран од друго. Што сте разочаран па вие? Од немањето Цело време сте у власт, капацитет, цело време од сте у власт. немањето на капацитет Цело време на со американци политичките разочаран. лидери да поддржат создавање на алтернативна понуда на СДСМ. Ма може не ви веруваш. Сите до еден. Може не ви затоа не поддржале. 8 политички партии со кои преговаравме за формирање на широка коалиција, за да го стигнеме Зоран Заев на власт, сите до една разговорите ги предадоа ке Мицковски и ке Заев за да добијат подобри позиции и да влезат во коалицијата пред се на господинот Заев, а после господинот Би Мицковски. коалицирале ли со Заев? Ќе коалицираме само со оној кој пред да се формира владата ќе ги прифати пакетот на закони за длабока демократизација на земјата. Бугарски, Тоа е пред се промена на изборниот систем. Вите Богојски, ко Ваморовец, ко Стар Ваморовец. Самата помисла дека не отфрлате, дека би коалицирале со Заев. Говори дека вие сте прекршили у глава дека би коалицирале со Заев. И тоа е шокантно.
И кога ќе ви речам дека сте предавник, че не сте предавник само на македонските национални интереси, вие сте предавник и на ВМРО-вските интереси. Вие би коалицирале со Зоран Заев, човекот кој ВМРО и старите ВМРО-вци го сметат кој е најголема опасност, најголема штетност за Република Македонија. Мора да дефинирате што значи зборот ВМРО-вски интереси. Денес ВМРО ДПМН нема допирна точка со ВМРО. Нема никаква допирна точка со ВМРО-вските интереси. Тоа е тотално обратно. Тоа е ВМРО ДПМН денес е се што е антипод на она што било ВМРО историски. Така да мора да дефинирате не станува збор за предавство на ВМРО-вски интереси. Напротив, ако го имаме бугарското прашање, господине Ефтов, тога Зоран Заев предавник е на ВМРО-ските позиции од пред 20 или 30 години. Господине, не е врховизам. Да вие сте дел на тој врховизам. Јас сум предавник на палатистите и на мафијата во палатата, а не на ВМРО-вските идеали. Како предавник? Ја ВМРО-вските идеали ги имам длабоко во себе и ќе ги носам до крајот на животот. Ти со на моето потекло од Крушево во ВМРО се раѓало, значи не се мисла. Вадите пари у кампањата. И тоа беше мојата порака до господинот Каракачанов, зашто кажувате за врховизам. Вашиот претходник работи како адвокат за Орча Камчев. Сашо Мјалков велат ги финансирале матурите или реформистите пред 2 или 3 години. Значи ви извајте многу пари, покажувате многу пари у кампањата, а се представувате скромен, мал, ситен, чесен, кој ги брани интересите и така натаму. Значи вие сте на некој начин копија на Пасиев. Тоа што го говори Пасиев и лажи, вие го говорите другото, и исто така. Не, сосем обратно. Ние создаваме буквално вистинска опозиција на Зоран Заев, со намера да станеме тотален коректив на овој тотално погрешен правец, и јас го викам слеп правец кој се движи земјата. Не ми остави да кажам, не ми остави да кажам ни една минута против СДСМ. И после ми викате никој што сум кажувал. Ајде. Значи, не се доискажав за проблемите на СДСМ во областа на образованието и тотално дерогираното образование. Не ми дозволувате да кажам против СДСМ за на третата реченица економијата, на третата реченица велите Мицковски и нука ви дозволувам. Не ми давате да ги кажам нивните дефици во управување на општините, неспроведена фискална децентрализација на општините. Значи можам да говорам против СДСМ часови и часови. Ама полесно ви е против Мицковски. Не, напротив него, јас сум многу мек. Полесно ви е против Груевски. Не, многу сум мек. Со Сашо тука балансирате. Но Сашо Мијалков, го напаѓате договор. Нема, јас не гледам разлика меѓу Мицковски и Сашо Мијалков или господин Груевски. Тоа е едно исто. Ја не гледам разлика, дали ме разбирате? Јас сум можеби уникатен во земјата, кој не верува во тие приказни, кој ги лиферува господинот Протогер. Добро, Богојски, верувате ли да речеме ова една комбинација? Дека Сашо Мијалков очигледно има комуникација со Заев и со Мицковски. Дали е возможно Мијалков да му помага на Заев да победи на изборите, а да му помага на Мицковски да остане на чело на ВМРО да помане? Дали тоа би можело да биде ролјата на Сашо Мијалков? Во овој момент најпосакуван лидер на ВМРО ДПМН за господинот Зоран Заев е господинот Христијан Мицковски. Подобар противник не можеше да најде. Петар Богојски вели дека бугарскиот јазик треба да биде службен јазик во Република Македонија. И вие сте сигурен дека не сте бугарин? И дека не сте предавник на македонските интереси во Република Македонија? Апсолутно сигурен. Усреди како ја нарекувате вие? Република Македонија или Република Северна Македонија? Па Република Северна Македонија скоро и не ја користимо. Да, но ја користите. Не ја користиме. Да, ја користите. Па никој. Треба да го смените името македонски, да видите северно македонски концепт. Не, никош не го смениме тоа име. И добро, зошто Преспанскиот договор тоа не го бара. И добро, зошто бугарскиот јазик би требало да биде службен во Република Македонија? Не само бугарскиот јазик. Сите јазици на сите граѓани. Конкретно збориме за бугарскиот. Конкретно сите граѓани во Република Македонија имаат право по нашата програма и нашата заложба да го користат својот мајчин јазик во комуникација со Републиката. Ви имате формулација дека бугарскиот официјален... Македонските бугари имаат право да користат својот мајчин јазик во комуникација со Македонската република. Вие сте македонски бугарин? Не, јас сум македонец. Не. Како е вашето потекло? Македонски бугарин? Не, јас сум македонец. Добро, значи ви кажам, моето потекло е... Имате прадедо. Како било нивното потекло? Моето потекло биле бугари од Македонија или биле македонци? Од екзархиско семејство, чисто македонско семејство. Што мислите за... Со изразен македонски сепаратизам во семејството. Од екзархиско семејство. Отец Партени ви е пријател. Имате добро мислење. Тој вели дека екзархистите
всушност биле носители на формирање на Македонска православна црква. Тоа значи дека бугарската православна црква и представниците на екзархията во Македонија, ВМРО го формираат екзархистите, тоа не е спорно. еве, тоа го велите вие. Тоа се нашите И вие сте ценности. сигурни дека не сте бугари? Видете, ви кажам, мора да разберете една работа. Тоа е дека создавањето Сега го браните пратење, така? создавањето на македонското не. Ви објаснувам тезата. Пратеник со предавник со предавник мора да се брани. Ви Нема ништо поприродно предавник да брани предавник. Не е пригодно така да се зборува за великодостојник на македонската црква. Што ќе ви кажам? Мора да се разбере една работа. Денешниот македонски идентитет е создаден по целосно природен процес, без никакво учество на било какви страни влијани. Апсолутно е отфрон секаква теза од Бугарија, посебно од тој живковизам, за кој тврдам дека воскресна во очите на сегашна Бугарија, која не присилува и поттикнува на ново непријателство меѓу Македонија и Бугарија врз база на старата Живкова филозофија дека ние сме коминтерновска нација. Целосно го отфрон тоа и сум припадник и наследник на семејство кое се вградило себе си во создавање на македонскиот идентитет. Не може наследството од моите дедовци и прадедовци да го дадам, не се перам, точно кажувам, да го дадам на било кого од Бугарија. Тоа е исто така македонско културно историско наследство, за кое не сум поготвен никогаш да направам компромис. Вие разликувате источен и западен дијалект. И велите дека официјално бугарски јазик... јас разликувам македонски и бугарски јазик. Еве го вашиот став. Ајде. Бугарија прогласи официјален и литературен јазик, целосно базиран врз источната јазична норма. Така е, старословенски јазик. Норма, значи македонски, значи имаме иста норма, источна западна. Во времето, па, апсолутно така, во времето пред создавање на националните јазици, постои еден јазик, старословенскиот јазик. Ние, македонскиот јазик го создаваме целосно, природно, на база на македонските народни наречија. И кој е тука проблемот да се го гледам? Го гледам проблемот во Бугарија и нивното непризнавање на денешната реалност. И нивното одбивање се соочат со реалноста. Овој проблем кој најмногу на мене ми сметат, тоа е, не може да денешните наши братучеди во Бугарија се самопрогласат за единствени наследници на историското и културно наследство на нашите заеднички предовци. Бидејќи тоа е, ако нешто е, они го нарекуваат бугарско, тоа е исто толку македонско. Не може да му се даде на Бугарија тоа наследство туку така. Тоа може или да се констатира како заедничко, или најмалце да направиме оставинска постапка. Ја побара во моја комуна пред некое време оставинска постапка со нашите братучеди во Бугарија. Бугарски. Да се расчистиме конечно и секој по својот пат. Бугарски, вие ги познаате приликите во Бугарија. Да. Зошто Бугарија го брани Јордан? Да ви кажам за бугарскиот јазик. Го брани Јордан Орце Камчев. Тоа ми е многу битно, тоа е аферата Рекет. Зошто официјална Софија во 2 наврати Ја не ве разбирам зошто вие имате толку негативен став само за бугарскиот јазик, а не ми се спротивставувате дека јас се борам да биде и српскиот јазик официјален во Македонија. Зашто српскиот јазик не го негира постоењето на македонскиот јазик. Бугарскиот јазик или бугарската држава го негира постоењето. Ама дали треба ние да бидеме исти како нив? Ако Бугарија, ако дали Бугарија, да му вратиме со исто поведение? ама ако Бугарија не го проблематизира македонскиот јазик, тогаш мене ми е svejedno како бугарите ќе се го нарекуваат својот јазик. Па не ли забележувате дека е тоа од моја страна, од наша страна, стратешки потек на признавање на македонскиот јазик. Да се вратиме на аферата Рекет. Не го препознавате тоа. Зошто официјална Софија во 2 наврати бара Јордан Орце Камчев да биде почесен конзул на Бугарија во Република Македонија? Нема информации Бугарија за бизнис интереси, прашајте владата во бизнес Бугарија. делувањето, за секаквото делување на Јордан Орце Камчев. И дали официјална Бугарија, видите дека многу работи знаете, дали официјална Бугарија ги обезбедува уредите за снимање во куќата на Јордан Орце Камчев? Су суштаво во тој дел низа сознанија и приказни, меѓутоа зошто Бугарија инсистира представници во Македонија да ја бидат исклучително компрометирани личности, низа, не е само Јордан Камчев, има низа луѓе. Кои се представници на Бугарија во Република Македонија? Тоа е веројатно нешто кое е со поголема сила и од самата Бугарија. Останал збор за надворешен друг центар,
кој буквално владее со Бугарија и никогаш не престанал да Кој владее. ги представува бугарските интереси во Македонија според вас? Велите, ако Бугарија се согласува тие луѓе да ги представуваат интересите, кои се тие луѓе? Па, И кој ги обично луѓе представува со бугарските сомнително интереси? поведение. Што би дефинирале сомнително поведение? Па луѓе со сексуални престапи, луѓе со деликвентно однесување, луѓе со несоодветно однесување во делот на се она што значи едно нормално прифатливо, општествено прифатливо поведение. Кои се тие луѓе? Вклучително и моќници кои се компрометирани во македонската јавност. Кои се тие луѓе што ги представуваат бугарските интереси? Тие се македонски државјани, Па апсолутно да, македонски државјани. значи со сексуални настраности, Со разни со луѓе. криминално, Со велите разни наркоманско, Бугарија, криминогено. Мислам дека Зашто Бугарија би мислам дека прифатила тие луѓе да ја представуваат во како што Република Македонија? господинот Заев цел живот ќе се бори да остане господинот Мицковски на чело на ВМРО ДПМН, а тоа да го спроведи некој, така Србија ќе се бори цел живот да остане ваква Бугарија. Бидејќи денешното влијание на Бугарија и работење Бугарија во Македонија е би постакал ваква Бугарија да сум еден председател на Србија, да речем. Во тие луѓе кои вие ги спомнувате, меѓу редови е Петар Колев, е Јордан Камчев, дали се? Не би сакал да ги прецизирам се со имиња. Па добро. Доволно кажав. Па не кажавте, ја мислам дека бевте Па отворен не би цела сакал емисија. не би сакал сега да се да бегам во имиња. Радослав Ради Точев, дали го знаете? Дали е тој човек кој се грижи и го штити Јордан Орце Камчев, француската врска во Република Македонија, кој има комуникација и со Заев, има комуникација и со Мицковски. Има во една емисија преземаа Само да прецизирате, ве молам. 2 или 3 портали блиски на СДСМ за господинот Радислав Точев и по еден ден беа избришени нивните линкови кои се однесува на таа емисија и на тоа што ја напиша. Да прецизирате само ве молам. Господинот, може би мислите на господинот Ради Точев. Иванов. Да, Ради Иванов Точев. Да, познавам. Значи, Познавам таков човек. Дали тој е главниот патрон на Јордан Советникот Орце на Камчев? господинот Борисов. Да, беше и, како викат, соученик на Емануел Макрон. Беше и советник на Макрон, кој беше министер во француската влада. Немам детални информации, но Го познавате? Но не можам да демантирам да го познавам. Работи ли тој за заштита на Јордан Орце Камчев? Не можам да се произнесам по тоа прашање. Се знаете со човекот, пријатели сте? Да, се познаваме, да. Се познаваме. Битен човек? Па, мислам дека станува збор за човек кој има свое влијание во бугарското општество. Бугарски, не ми кажавте, уредите за следење, прислушкување, снимање во куќата на Јордан Орце Камчев. Имаше спекулации дека се дојде во Бугарија. Тоа пишува македонски портали, кажува македонски медиуми. Како информиран човек кој знае кој ги представува интересите на Бугарија во Република Македонија, дали е возможно тие уреди да се дојдени од Софија? Дали е возможно тие уреди Софија да ги има инсталирано во куќата на Јордан Орце Камчев? Тоа се повеќе во рамки на спекулација или говорења, но се е можно. Ја не можам тоа ниту да го демонстрирам да го отфрвам, бидејќи ако го отфрвам кажувам дека знаам дека не е така, а ако го потврдам кажувам дека знаам дека е така. Затоа ниту сакам да го отфрвам, ниту да го потврдам. Се е можно во Македонија и опште на Балканот. Особено кога станува збор за односите помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Станува збор за исклучително специфични односи. Можно ли е Бугарија да инсистира како знак на подобрување на односите со Македонија, отец пратени да биде поглавар на Македонската православна црква, односно Охридската архиепископија? Дали тоа може да биде условот на Бугарија, бидејќи човекот се покаже дека е на чисто пробугарски позиции и ја величи екзархијата? А што значи тоа за вас пробугарски позиции? Па добро, дека ние и бугарите сме били еден исти народ до 47. Човек што се бори за признавање на МПЦ не, е на пробугарски позиции? човекот кој смета дека ние и бугарите потекнуваме од исто. Веројатно Бугарија би сакала да не постои МПЦ. Не. Да постои БПЦ. Прашањето е дали ние, Бугарија би инсистирала на отец Партени. Сите ние кои се Видите бориме. колку ви е тешко Сите ние кои се бориме. Значи, вие и за Партени признавање на Македонската православна црква. Сте едно исто. И незино целосно исти стави имате. Незино целосно како се осознавање брани. како посебна црква меѓународно призната пред православната икумена сме Богојски. силни македонски Добро. патриоти. Дали вие би инсистирале
да биде отец партијни поглавар на Македонска црква. Ако неќете за Бугарија да зборите, дали вие би прифатиле човек со такви ставови, со такви стојалишта партијни да биде начело на МПЦ? Ја би се радувал да биде начело на МПЦ, меѓутоа тоа треба Ама да... Вие сте неоврховисти. Не само да ви Вие кажам, сте да ви кажам. екзархисти, неоврховисти, вие сте многу опасни за Република Македонија. Вие треба да ги прашувате водиците, јас не сум владика во МПЦ. Они одлучуваат кој ќе да стане. Не, јас ве прашувам вие на лично. МПЦ. Ве прашувам дали Они Бугарија преку своето Они влијание. гласаат во врвот на МПЦ и ја немам никаква улога во тоа. Меѓутоа, тоа треба прашувате и отец партени. Ја мислам дека они нема таква амбиција, но тоа се создаде некоја фама во која се злоупотребува неговото име во секој чекор. Па сите интервјуи кои он ги има дадено одат на големо бугарски позиции. Односно, сите интервјуи. Ама имаме различна дефиниција Васко за бугарофилство и големо бугарски позиции. Од ги мешате бугарските од прашања. величење на екзархија, од сите природбеници ставање во кошот на екзархијата, од Жензив, од пратење зографски, така. Значи, сите тие луѓе, тоа што Денко Малевски го расторивме, партени го кажува уште подрастично. Значи, тоа се класично неоврховистички и пробугарски позиции. Нема потреба никој да се растура. Најбитно е... Затоа јас ви реков, вие сте висок, 1,90 м, но во вас лежи едно мало бугарче. Така го почнавме разговорот. Обратно, во мене лежи многу голем македонски комите. Македонски бугарин? Не македонски комите. Не македонски бугарин. Не македонски комите. Мислите? Сигурен сум 100%. Не, прашате публиката и посто во интервју. 99% ви рече дека вие сте македонски бугарин. И мојот идентитет е изграден на база на самопотврдување. Ја не сум го наследил мојот македонски идентитет само врз база на родителите. Ту сум го само потврдил низ животот. И во таа смисла е смешно тврдењето за врховизам или бугаризам кај мене или кај било кој друг, веќе различно го дефинираме тоа. Има точно бугараши во земјата, но тие се удбаши. Тоа се луѓе кои цел живот се представуваат за бугари, а работат за југословенската и уште работат за тие служби. Тоа, ако го сметате за бугари, тажна е таа Бугарија со такви бугари. Но при тоа, ќе повторам, во овој момент, она што представува Мицкоски за Заев, тоа представува Бугарија за Србија. Ќе повторам, да сум српски преседател, би бил пресреќен со ваква Бугарија и ваква надворешна политика кон Македонија. Бугарија во овој момент буквално си дозволува на база на желба да го приграби целото наше историско и културно наследство, да ги остави без леп нашите деца, спречувајќи не да влеземе во ЕУ. Таков тип на уцена кон своји братучеди е се само непријателство, или тие викаат братство, или добрососедство. Буговски, со бугарите сме братучеди, а со србите сме братучеди или сватои? Па тука на Балканот сме сите братучеди. Дали, значи со србите. Со србите за да можам да ве дефинирам. Со србите сме исто така братучеди. Втори братучеди, со бугарите први. Па така нешто би дошло. Така Ние сме братучеди со сите словени на Балканот. Ви беше задоволство, видите. Издржавте машки. 50-55 минути. Тешки прашања. Добро. Тешки прашања. Не е толку страшно. Но машки издржавте. Многу среќа на изборите. Благодарам многу и се надевам дека после изборите ќе направиме уште една емисија за да ги откриеме тајните на овие избори. Па мислам дека треба да направиме една емисија кај што ќе кажете кој во името на Груевски преговарал со вас, за улогата на Радислав Ради Иванов Точев, за улогата на бугарската држава, тоа ни останавте неодговорено, за улогата на Апасиев. Ако станете дел на власта, веројатно ќе може да откриете кој е улогата на Апасиев во случајот империја, во случајот СЕО. Тие некои работи не сакавте да ги кажете, не сакавте да ги одговорите, не знам од кои причини. Тоа и го доложите на публиката, на јавноста, и ако имаме интервју после изборите, би сакал токму на тие прашања да одговорите. Ја мислам дека тие прашања ги одговорив индиректно, не сакајќи да навлегувам во лични имиња. И второ, не сакајќи да го прекажам личниот принцип да не откривам приватни разговори на кои не му е местото пред јавност. Значи, вие сте имале приватни разговори, врз база на тие приватни разговори имате одредени сознања, индиректно ги кажувате тие сознања, не сакате да спомнете имиња, така да ве разберам? Апсолутно, се што е приватно и приватен разговор останува во приватноста. А сознанијата кои ги имам останува да ги употребам за да изградиме посилна Македонија.
Многу среќа Богоевски. Благодарам многу. Се најдобро. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Вечерва интервју со Петар Богоевски. Тврдо интервју. Интервју во кое многу работи се каже, многу работи остана да бидат кажани. Ексклузивно е кажано нешто што мене ме шокираше, дека на еден месец пред Преспанскиот договор Никола Груевски му е нудел на реформаторите, партијата ВМРО-ДПМН е во замена да им се обезбеди азил, него и уште четворица негови блиски соработници да може да напуштат Република Македонија. Недела во 22 часот, ново дружење. До недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.